точно е дека консензус за главните стратешки правци на државата ние не сме имале никогаш. Почнувајќи од референдумот за независност, сакате Охридскиот рамковен договор, сакате Преспанскиот договор и така. И тешко е да се очекува од партиите дека ќе најдат заеднички јазик, бидејќи секогаш во нивната калкулација влегува нивниот партиски рейтинг. И популизмот и борбата за власт. Така и во референдумот кој го спомнува Александар, една од партиите одлучи да го бойкотира, а не да ги победи другите партии со поголем број гласови, за потоа да може да тврди дека референдумот бил неуспешен, бидејќи гласови кои не се појавиле на референдум, демек биле против. Иста мета, исто одстојание, нема ништо ново ниво. Ставот на Марта Коси на Европската унија и на Мицковски, на Мицковски, точно така и на владата, значи сме на исто место како и пред 2 години кога отприлика беше одбрана оваа влада, но и како што сме пред 4 години кога се донесе, односно предложи тој францускиот предлог и во отприлика ова време во парламентот се усвои преговарачката рамка, што ако се вратиме во тоа време е основата на проблемот и сега, што јас често го кажувам, што тогаш не се постигна консензус. Веќе Македонија не преговара со Бугарија. Тоа е завршена работа. Сега се ставови со преговарачката рамка на Скопје и Брисел. Ако ова не ни се допаѓа, тоа е окей, прифаќам, сме дискутирале, можевме да биде подобро, не можело да биде добро се до тоа. Ова е завршена работа. Брисел, кога зборува со Скопје, со нас, зборува со тон на сериозност и на сериозна држава.